Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово денес одржа пресконференција на која председателот Горан Манојловски истакна дека градот се соочува со голем број проблеми, а за виновна ја смета градоначалничката Тута Арифи. Според раководството на Општинскиот комитет, Тетово ќе остане во 2016 година со титулата најзагаден град во светот. За голем дел од загадувањето на воздухот во Тетово, освен издувните гасови, виновен и отпадот, особено местото за истовар и транспортот што се наоѓа на влезот од Тетово, каде што се создава чат од палење на отпадот, вклучувајќи гуми, пластика и друг неоргански и органски материјал. Проблемот со сметот, отпадот и загадениот воздух за тетовци стана секојдневие. Овој отпад не само што го загрозува здравјето и околината на тетовци, туку беше една од најважните причини поради која што се излеја реката Пена и предизвика и човечки загуби и големи материјални штети. Стариот дел од Тетово со препознатата народна архитектура се повеќе го губи препознатливиот белег, а воедно инфраструктурно заостанува за останатите градски населби. Тука најмногу се чувствува негрижата на локалната власт поради долгогодишните проблеми со дупки и смет на улиците, како и недостигот на вода за пиење. Наместо да работи за решавање на овој проблем, градските власти очигледно дозволуваат да никнуваат нови диви депонии во градот. Последен пример е депонирањето на смет до стариот градски стадион, а хроничен проблем представува и таложењето на смет и градежен отпад до православните гробишта. Недостасуваат контейнери, канти за отпад за селекција на отпадот. Нема ни трага од изградбата на регионалната депонија за цел Полошки регион, која што требаше да се заврши во 2013 година. Сметот во Тетово се трупа кај претоварната станица на јавното комунално предпријатие и создаде депонија на само 10 метри од жито полок, местото каде што се произведува леп за сите тетовци. Едноставно кажано, дивата депонија на влезот од Тетово е темпирана еколошка бомба, што од ден на ден станува се поголема, а тешкиот и непријатен мирис и чад што се шири од неа се чувствува во речиси целиот град. Очигледно решение за проблемот нема во блиска иднина. Општинскиот комитет смета дека градоначалничката ја има вината што се уште не се најде место за гимназијалците македонци да учат во зградата на гимназијата. Значи ставот во врска со проблемот со учениците од гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, поточно учениците македонци, ние како општински комитет на ВМРО ДПМН ги поддржуваме барањата и ставовите на учениците, родителите и професорите, а тоа е сите ученици да учат заедно под еден кров. Привремени решенија се само привремени решенија веќе 15 години и нема начин тоа да се среди со префрлање на проблемот и со времени решенија. Има шанси да се среди тоа, има можности, се бара само волја од градоначалникот на Тетово, од никој друг. Во многу наврати се повикува на министерствата и се обидува да ја префрлат топката за решавање на проблемот на централно ниво, но проблемот е во градоначалникот Теута. Доколку таа сака да го реши проблемот, ќе го реши. Би сакал да бидем цитиран. Градоначалничката само ветува, а ништо не исполнува. И стојам за тоа. Тоа го гледам и јас, и целиот општински комитет и сите тетовци. Таа жена само што каже убави зборови, а ништо не исполнува. Полицајци од Гостивар вчера околу 20 часот и 30 минути во населбата Млаки забележале лице кое со себе носело патна торба и една најлонска кеса. Во моментот кога полициските службеници му пришле со намера да го легитимираат, тој ја фрлил торбата и најлонската кеса во која имало околу 3 до 4 килограми непозната тревкаста материја и се дал во бегство. На истиот му била дадена наредба да застане, но тој продолжил да бега низ нивите. Полицајците започнале потрага, а истиот е најден околу 23 часот во селото Добридол. Лицето е идентификувано и е констатирано дека станува збор за 27 годишник, државјанин на Албанија со иницијали МД. Во истото село биле приведени и други две лица на 18 и 53 години од Гостивар, поради постоење на основи за сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Се работи на целосно расчистување на случајот, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи.
72 годишнината од битката кај Беличица пригодно ќе биде одбележана утре на неколку локации со одделни комеморации во паркот во близина на Стара библиотека каде се наоѓа бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски Амбарче и во дворот на фабриката Тетекс каде се наоѓа бистата на Тодор Циповски Мержан ќе биде одбележана годишнината од нивната херојска смрт. Во знак на сеќавање и почит кон хероите на Тетово и нивните соборци, букети свежи цвеќиња ќе положат делегациите на членовите на семејствата, општинската организација на Сојузот на борци, представници од политичките партии како и ученици од основните училишта. Утре комеморација посветена на трагичниот настан во 1944 година на планината Бистра ќе биде одржана во селата Трница и Беличица пред спомен обележието. Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мержан од Тетово загинале бранејќи го мавровското село Беличица на 19 септември 1944 година од балистите, кои извршиле масовно убиство на жени, деца и стари лица од селото, а потоа истото до темел го запалиле. Во борбите загинале 19 партизани од третиот Тетовски партизански одред, 4 биле заробени, од кои 2 по 2 дена биле стрелани во Тетово. По тој повод на 21 во среда со комеморација ќе биде одбележена годишнината од стрелањето на борците на третиот Тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреја Христовски во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. Во продолжение следи ново издание на анкетата "Граѓаните зборуваат" на телевизија КИС, во која жителите на Тетово имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Каква е состојбата во градот? Дали има проблеми? Нула состојбата. Водата за пиење, јас секој ден купувам по 6 кила вода за пиење од кам. Секој ден. Има 4 месеци. И не знам уопште дали уште да продолжам да купувам вода или да престанам. Ако престанам, можеби ќе се разболим од таа вода што ние гледавме пред неколку месеци на телевизија. Така? Тоа е една работа. Кантите преполни. Преполни кантите со ѓубре. Тие работат, ги дигат одма. Тие ги дигат за 2-3 сата пак и више утредента. Кога е сабота, недела до понеделник, више да не зборуваме. Така? Каде што има 3, 4, 5 канти, уште 15 да има, нема ќе фала. Втора работа. Трета работа. Нечистота во градот, во секој чекор. Дупки во градот, да не зборуваме. Сега овие 2 дена почна мајсторите со тоа да ги крпат. Не знам до сега што чека. 3,5 години што чека до сега. Него сега се сетија пред 2 дена. Зашто ја не знам. Зашто сега се сетија не знам. И зашто до сега не се сетија и тоа не знам. Тоа више хаос. Хаос. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со економијата, највише. Еве, ја 40 години сум работал, 130 евра земам пензија. 40 години, месец и 20 дана. И рачунајте, може ли да живи, да се живи? 130 евра. Освен сиромаштијата, некои проблеми во градот? Иди у водовод, водата е добро, многу чисто е. А вамо не е чисто вода. Со овие ѓубриња, ме разбираш, колите што се паркираат без ред, има разни проблеми, ме разбирате. Иначе се снаѓаме, малце, по малце, разбираш. А има позитивни работи во градот? Моментално не. Не се гледа ништо. Еве, и вие као новинар ги гледате ове, ама
Као народ ништо не гледаме. Позитивно ништо. Економијата каква ни е? И се снаоѓаме и по економијата. Работиме децата, приватно осигурање, ништо. Што да ви речем? Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со најразличити, Какви? што не постојат нигде. Со какви прашања, не знам како со секакви прашања, политички, било што или сакате за водава, тоа имаме проблеми со водата. А иначе вака меѓуетнички нема такви во моментов, такви прашања. А вака се со водава имаме недостаток на вода. Друго, вие самите гледате каква гужва имаме. Нема каде да се паркира возилата, нема мислам тие, има тесна е, сообраќајот е тесно, не може да се движа возилата, нема каде да се пројде. Ние пешаците проаѓаме било како преку улица, нема и за пешачите не може да има одредени места, ама не може да пројдеш и на пешачкиот пролаз не можеш да пројдеш. Тие се проблемите моментално со паркирањето. Друго не знам што да речем. Па живеачката има сиромашти, али сепак е добро. Имаме некој просперитет, мислам, за живеењето. Кој работи нешто, кој не работи, нема. Вработување за младите? Вработување нема, слабо е вработувањето. Нема за тоа. Нема, вработување немаме. Ама се снаоѓаме некако. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Па тоа сите го знаат со какви. Прво сообраќај загушено. Од сите страни возила луѓе, гужва и така. Најголем проблем е, мислим, за сега тоа. И нерешен проблем. Економијата, воздухот, водата, некои други проблеми? Па водата добра од прилика. Друго, па може се толерира, ама ова тешко. Сега кој ќе дое полудно време, ќе се осети повеќе тоа. Економијата каква е? Живеачката има од Па, кој какво, некој има и така да не може, ама према оно што гледам, што може да се види на улица, може да се рече дека една добра состојба. Па знаа се веќе. Знаа се све, што да има да кажеш, кад проблеми се знају сви. Кои се тие? Па знаа се, немају пара. Украли су све они. Вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски вели дека се злонамерни шпекулациите дека би можел да биде нов премиер доколку ВМРО ДПМН победи на престојните избори. Партијата има лидер, а јас немам премиерски амбиции, вели тој во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Мислам дека двете работи треба да ги одвоиме. Од една страна работиме и ќе работиме на создавање на доверба и тоа ни е неопходно многу повеќе од било која друга работа. Во овој момент не можам да кажам дека имаме ни приближно толкав напредок во однос на името, пред се бидејќи политичкиот контекст не е поволен за тоа. И Грција се соочува со сериозни политички проблеми и Македонија се наоѓа во еден подолг временски период во предизборие. Такво крупно прашање со толку сериозни последици мора да го решаваат влади со силен мандат и со јасна одлучност за решавање на тој проблем. Во меѓувреме, мислам дека ја правиме најбитната работа, а тоа е градиме доверба со конкретни проекти и со конкретна соработка. Можна ли е годинава да ја загубиме препораката од Европската комисија со оглед на тоа што минатата година добивме условена препорака, а веќе втора година тонеме во длабока политичка криза? Мислам дека нема основа за повлекување на препораката. Барем од 2009 година, која имаме добиено последната, првата, односно препорака за почеток на преговорите, Македонија е веројатно се поподготвена секоја следна година. Има две страни медалјата, од една страна вистина е дека сме втора година во политичка криза, од друга страна прашање е дали ќе бевме втора година во политичка криза, доколку некои одлуки се носеа навремено и од страна на Европската унија. Денес не сме во позиција да се нагаѓаме за тоа дали треба да не пуштат или не треба да не пуштат, пред се заради нашите домашни проблеми,
но јас немам никаква дилема нека ние сме денес подготвени да водиме преговори за пристапување кон Европската унија и затоа верувам дека било кој се грижи за кредибилитетот на Европската унија во Македонија би препорачал повторен почеток на преговори и се надевам дека ќе дојдеме во фаза во која тие преговори навистина ќе се одвиваат. Од лидер во регионов, во изминатиот период бележиме назадување во извештаите на Европската комисија. Можно ли е тоа да влијае врз препораката годинава? Зависи што земаме за одредница, бидејќи ако ја земеме целокупната оценка за водење на преговори, ние и тогаш и сега сме биле подготвени. Се разбира дека политичката криза има негативни импликации на оценките. И нормално е кога сме ние во 11-та година на земја членка кандидат без преговори и очекувањата да бидат повисоки. Мислам дека било кои оценки кои вие би ги дефинирале како уназадување се однесуваат на поместување на очекувањата. И единствениот одговор на ова е, доколку ние ги водиме тие преговори, ќе имаме и реална оценка за тоа што сме завршили. Во меѓувреме без преговори све се сведува на перцепција за тоа дали одиме напред или назад. Крајната инстанца е мораме да почнеме преговори, за да може конечно и Македонија да се мери објективно за тоа колку напредува. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со умерена локална облачност, попладне се услови за нестабилна облачност. Утринската температура се движеше од 11 до 18 степени, а дневната од 20 до 31 степен. УВ индексот изнесуваше 5. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17 степени, а дневната од 19 до 27 степени. УВ индексот ќе изнесува 4.